На 12 август 2020 година згасна Евростандард банка. Поради несолвентност и неисполнување на минимални услови, Народната банка одлучи да ја одземе лицензата. 5,5 години подоцна, обвинителството се уште не повело истрага. Докаде постапката разговараме со собственикот Трифун Костовски. Господине Костовски, добар ден и добро дојдовте во емисијата Финсайт. Добар ден, благодарам прво срдечно поздрав до гледачите и секако до луѓето кои што сака да разберат, да слушнат некои реални погледи, не само погледи, туку факти за некои работи што се случиле. Точно 5,5 години истрагата се уште се врши, очекуваме финален производ, односно финално јавното обвинителство да се изјасни дали ќе повеќе постапка против мене и моето семејство или пак ќе бидеме ослободени. Фактите сами за себе говорат дека апсолутно туку е апсурд кој што се прави во Македонија. За 5,5 години бев само 2 пати повикан на распит и на сослушување. Втори пат става своја изјава, првиот пат распит. И морам да ви кажам дека нефункционалноста на системот е евидентна. И нека ме отворат истражна постапка. И тоа го прифаќам како факт, бидејќи сум сигурен дека зад мене нема никакво дело направено за Евростандард банка. Денеска фактите говорат дека Евростандард банка е однесена во стечај по нечија желба. Зошто тоа го вела? Народна банка прескокнува инструменти, многу битни инструменти за стабилизирање на банкарскиот сектор во Македонија. Тоа се морални мерки по кои што се казни и одземање на лиценци на членови на надзорен одбор, управен одбор и директори во банката. Меѓутоа, Народна банка тогаш известуваше дека имала, ако не се лажам, 30 опомени кон банката, дека има непокриени... Да, меѓутоа, секој пат ние како семејство бевме и одговаравме на потребите на Народна банка и правевме докапитализација. Последната докапитализација на банката беше цели 13,5 милиони евра на само 5 месеци пред носењето на банката у стечајот. И тоа е жално кога гувернерката во првиот онезин интервју, објавено во Фокус на 3 септември, чии интервју е избришено од веб страницата на Народна банка, најавува дека она нарочно притискала на нас, акционерите, да направиме докапитализација, да имало средства за клиентите на банката, дали се правни физички лица. Нели е тоа срамно? Тоа е бедно. Вториот инструмент, банката што не го користи, тоа беше администрација. Да имаше администрација, банката денеска ќе беше жива. Тоа е 12-месечна контрола на работењето на банката, под контрола на Народна банка. И ако имаше услови да обстои, ќе обстоеше. Меѓутоа едноставно ја однесе. Друг сегмент кој што е многу битен, 97 дена имаше ворадна состојба по повод COVID-19. 97 дена со техничката влада, уредба, специјална уредба, се носи во кој што се забранува принудна наплата на доспеани побарувања. Со одземено право од Народна банка на Евростандард банка да работи со правни и физички лица и додатно со одземено право од владата да нема присилна наплата на доспеано побарување, тоа е буквално ставен на отстрел за убиство на банка. Жално е што тие личности се уште се на слобода и живеат комотно со прекрасно CV за завршен мандат како успешен гувернер на Народна банка. Тоа се жални моменти. Меѓутоа, Македонија плаќа цената. Не Македонија, граѓаните плаќаат цената на таквата нестручност на одредени функции да доаѓаат луѓе без искуство и без сопствена визија како тоа треба да се работи. Според вас, мислите дека регулаторот, односно во случајот Народната банка, можела да го спречи стечајот, затоа што тие тогаш обвинуваат дека имало издавање на кредити без покритие. Не е точно, ви се молам. Банката, Народна банка, имаше секојдневна контрола врз работењето на Евростандард банка. Ниту еден нема кредит без покритие. Можеби тие се правеле мали аномалии, меѓутоа далеко од тоа дека банката била спремна за носење во стечај. Фактиве денеска говорат. Правни и физички лица се обештетени. Во целост обештетени физичките лица? 99%
Сем со исклучок на некој кој што имале некои повластени устои во самата банка или повисоки каматни стапки. Во основа, и се уште имам во масата пари, во стечената маса, се уште има пари се собираат од Евростандард банка. Замислете, 5,5 години стечајот се води од стечена екипа, стечен управник и стечена екипа, во кој што исклучиво живеат и ја водат оваа постапка од пари собрани од банката. Дали се тоа 1, 2 или 5 милиони евра, тоа не знам, бидејќи немаме евиденција. Кои се тие средства кои што стечената постапка, колку ја чини банката? Се тоа без лажна скромност, тоа се мои пари. А како немате евиденција? Зошто немате евиденција? Колку има? Стечената постапка се води во еден заскриен систем, да ви кажам, во кој што ние, како посебно бивши акционери, сме последните кои имаме право да знаеме што се случува со собраните пари. Жално што живееме во вакво општество. Верувате ми, ја не сакам да влезам во таа банка, не сакам ни да поминам во околината околу централниот дел односно главната централа на Евростандард банка. Едноставно ме убија, не физички, ме убија во умот. Мојата Македонија, ова да ми го прави, мои луѓе македонци во кои што никој пат не сум се ливел да помогнам, да поддржам, да дадам нешто што е најбитно за мојата држава. Тој мојот македонец покушава да ме ништи. Ако сум тоа, ако е жртва, кој треба да е за добро народ, па нека биде. Меѓутоа ова е идиотизам кој што не можам да го разберам. Чувствувате вие лична одговорност за пропаѓањето на Евростандард? Секако дека имам одговорност, далеко тоа не сум ја, не толку само бендисан, да се разбереме. Мојата лична одговорност што допуштив, нема во последните неколку години вистинска контрола на работењето. Бидејќи без се навлече банката во така наречените позајмици, кои беа користени од банкарскиот систем и денеска функционира тоа во Македонија. Јас се одлучив да испаднам. Не ќум банка во кој што ќе влегувам во некој незаконски, тоа се буквално позајмици се даваат на фирми кои не можат да исполнат кредитни услови и почнува да се вртат пари, едниот ќе му даде, другиот ќе му даде и додатни камати во кој што тука веќе има наликува на криминал. Не можам да кажам, меѓутоа, реков стоп. Го променив управниот одбор. Донесов нов, во кој што реков, излегуваме од таа шема парите назад. Почнавме да ги собираме. Оној момент кога видел дека ние стварно децидно одлучивме дека ќе собираме. Дури Народна банка, вице-гувернерките беа изненадени со каква брзина успеваме да ги вратиме парите. Меѓутоа, одлуката била донесена од некои други структури кои што решиле по секоја цена да идеме во стечај. Како банка, бев промовиран да морам да продадам банката на Комерцијална банка, одбив тоа да го направам. Се направи притисок да се продаде господјата Бежовска, да се продаде Евролинк, го продадовме Евролинк, докапитализија пред соседството. Меѓутоа, објективно, целта било уништување на мене и моето семејство и на банката. Мене што му уништа, не може да му уништат мене. А кој е мотивот? Зошто мислите дека сакала вас да ве уништи? Не можам да влезам во психата на секој поединец. Сите ние сме различни, Наташа. Верувај ми. Некој во себе има една убава звезда, убав приот кон животот и нештата. А некој живее од некој нешта во кој што сака да биде зол, да биде лош. Сака да биде, бидејќи, што знам, дали има некои внатрешни проблеми, некој од детство. Тоа се луѓе во кои што не може. Тоа се луѓе кои што треба да може би психијатар или било кој би можел да каже повеќе. Меѓутоа имаме луѓе кои што едноставно живеат во тоа да некого уништат во Македонија. Меѓутоа тоа останува како ликвидирањето на Евростандард и останува како една негативност во целиот мандат на поранешната гувернерка. Верувате ми, меѓутоа гувернерката ден денеска е слободна. Ден денеска има прекрасно си како успешен гувернер. Тука е собранието на Република Македонија кој е единствен задолжен
да може да врши контрола врз Народна банка. Сега ќе потегнеме иницијатива до собранието преку Комисијата за финансирање буџет да отвори внатрешна ревизија за стечајот на Евростандард банка, бидејќи од оние документи што ние ги имаме денеска, нема никакви факти дека напишаната неадекватност на капитал е реална од страна на Народна банка. Нема никакви докази. Верувајте ми, фактите говорат за нас дека ова е стечај направен со умисла. Верувајте ми, времето ќе покаже. Не велам дека јас сум најсветиот и најдобриот. Не. Меѓутоа не сум заслужил ова мене да ми се случи во моја Македонија. Споменавте дека физичките лица се 99% обештетени. И правни. Да, тоа сакам да ве прашам, што е со фирмите? Сите се обештетени. Во Нема целост? веќе ни еден кој што имал побарување или пари потребни од Евростандард да не е обештетен. Верувајте ми, тоа е реткост да се случува да таква банка која е однесена во стечај да возврати на сите комитенти. Тоа може да се случи само во наша Македонија. За жал, каде не функционира системот на правна држава, туку функционира системот на поединци, на криминал и корупција. И според вас, кога очекувате обвинителството еве конечно да се произјасни уште колку ќе се одолговлекува оваа постапка? Видете вака, ја поздравив ова влада бидејќи објективно направи еден силен притисок врз обвинителството и судството. Судството е нефункционално и обвинителството беше нефункционално. Чувствувам сега раздвижување дека почнува да ги разгледува предметите и брзо би требало да се обвинителството изјасни во поглед постапката, истражната постапка, дали ќе се затвори или пак ќе отворат нова. Јас ги молам час поскоро, нека донесат било каква одлука. Ако треба да ме судат, тука сум, не бегам. Не бегам. Сведоци сме на многу побегули од Македонија. Ја не сум тој. Посебно за моите македонци. Се врати Артан Груби, се извинувам што менувам тема. Не го судам човекот, ќе си одговара, ама покажа добро си карактер, си сака татковината. Дали е договорен или не, не навлегам во тоа. А моите македонци мирно спијат од страна и до секој ден се на социјални мрежи во кои што овдека ме клюкат и ме учат што треба да правам. Срамно е тоа. Срамно е за нас македонците. Извинете вака малце влегов. Господине Костовски, важите за моќен човек. Дали влегувањето во банкарството може да се каже дека беше ваш најголем неуспех? Видете вака, сум работел во многу сфери. Не е влегувањето во банкарството, сум влегувал во многу сфери, меѓутоа, ако има систем, тогаш ја ќе бидам функционален. Банкарството не беше моја љубов. Меѓутоа сватив дека ретки се случаи кога банка ќе иде во стечај, кога собственикот со собствени свежи пари формира банка, нормално таа банка треба да нека биде од еден затворен тип, меѓутоа секој пат ќе биде функционална. Меѓутоа не можам да го разберам поривот зашто ова мене ми се случи. Али да кажам едно. Во животот сум имал и успони и падови. Меѓутоа не пад да некој со целно да ме убие. Ме боли да ви кажам. Грешка е што сум дошол во Македонија. Кога почнав? Банката, знаете дека направена точно за време војната 2001 година во Македонија. 2014 после ја... Сакав да испратам пример дека сум македонец и ја сакам Македонија. И верувам во Македонија. Дојдев инвестирав тука во Евростандард, Евролинк, Евролизинг, имаше Евроленд. Сите тие беа фактички мои инвестиции со мои честно заработени пари. Кој сака нека верува, кој сака нека не верува. Нема ниту еден цент кој сум го одземал од некого без да тоа биде направено на еден систем легален и честен. Во моментов замрзнат ви е имотот и колку изгубивте до сега? Банката е скоро 50 милиони евра и додатно отприлика 50 на милиона евра имаме загубено.
знаете што, банката беше систем во кој што требаше да контролира бизнисот во Македонија. Негорски бањи се уште во наше владење. Негорски бање од физиотерапевскиот дел требаше да биде 2400 квадрати со најмодерна опрема и се најдобро едуциран кадар. Целата Негорска бања да се возобнови со базенски работи, надвор, внатре, да се направи инфраструктура, што знам, тениски терени, терени за фудбал, мал фудбал, кошарка, одбојка. Денеска тоа го нема. Денеска направивме едно реновирање на Негорски бањи. Старата, да не кажа физиотерапевски дел го возобновивме да биде нормално прикладен. Меѓутоа не го направивме она што сакавме да го направиме. Кој губи? Губи Македонија. Ќе направиме прекрасен бањски центар кој ќе беше врв во целиот регион. Меѓутоа, самите себе си ги копаме очите од причини за мене неразбирливи. Не ми одговоривте дали ви е замрзнат имотот во моментов? Да, замрзнат ми. И работите нешто? Или ги трошите претходно заработените пари? 5,5 години ми е замрзнат имотот, не смеам да го стопенисувам, ниту да го отуѓувам. Дори има проблеми со регистрација на возилата, да ви кажам. Тоа се стари возила по 25-30 години, кои ги има во моја собственост. Меѓутоа, често пати морав да од судијата, стечена судија, да добавам барам согласност да ми дозволи да го пререгистрирам, да можам да го возам. Тоа се малите казни, кои што јас ги чувствувам. Не е проблема што сакат мене да ме казнат. Многу е подлабоко прашањето. Зошто тоа се работи? Не сум човек кој што не се сака татковината, не сум човек кој што не го почитува човекот поединец, независно од неговата национална и верска посебна, само да биде човек. Меѓутоа, живееме во еден свет во кој што е малце различит, во кој што е не го суда мојот народ, навистина тешко живее. Македонија е една слабо развиена економска држава во кој што владее криминал, корупција, и тоа е нешто неприкосновено кој што мораме ние да се справиме како луѓе ако сакаме вие, вашите деца, моите внуци да останат тука. Иначе спротивно нема излез за Македонија. Споменавте дека претходно сте работеле, имате работено во Технометал, во Полска, во Варшава, во швајцарската Ситко. Како се работи надвор и каде ги направивте вашите поголемо, каде го стекнавте богатството или пак го наследите? Јас завршив на факултет, Наташа. Меѓутоа, најголемата школа јас имам во Технометал Македонија. Имав директор кој што од првиот момент како приправник ги поминав сите едукации за тоа како треба да се биде солиден трговец. Мора да има човек ни нешто во себе, бидејќи во Технометал во тие времења имаше понад 2.500 луѓе вработени. Не сите успеавме во тие наши бизнис, да не кажам, ориентации. Меѓутоа имаше луѓе кои што успеава и го направија тоа. Технометал беше за мене најголемата школа како треба да работам. Од приправник, комерцијален, самостоен референт, шеф на реферат, шеф на деловница, директор. 15 години ми требаше толку стаж да стигнам да заминам надвор како делегат. Јас Технометал работев во неметали, огноотпорените материјали кои нема индустрија кои што не ги користат. И таа силика гостилер кој што денеска веќе не постои. Тоа беше мојата школа, да научам каде треба да влезам со огноотпорен материјал и да влезам да стекнам пријатели, познанства, да створам бизнис. Сакам да кажам... Значи сте почнале од нула и сте напредувале во животот. Не сте го наследиле, како да кажам, богатството? Нема, не биде вака. Какво богатство? Сум јас од нормално семејство од бивша Југославија, со еден татко вработен како администрација во воената болница, мајка ми домаќинка. По некој пат немаше ни да јадеме она што треба, често пати татко ми ќе донесеше сируп од работа, ќе ни намашка мајка ми лепи, ние на улица ќе играме, ќе јадеме, да биде сладко малце. Животот беше тежок. Не се жалам, убав живот беше. Не се жалам. Меѓутоа, сум бил сиромав, денеска сум богат. Меѓутоа, едно, ќе ми го земат богатството, але богатството што го носам од себе, никој не може да ми го земе. Тоа е
човечка димензија. Почитувај човек. Сакај го, ако најдеш во него сопатник, соговорник, да креирате заедничка едница. Трни се од човек кој што ти мисли лошо. За жал, во Македонија не успеав да избегамо тоа. Бевте градоначалник на Скопје од 2005 до 2009 година. Така е. Може да ни кажете со кој проект вака најмногу се гордеете од тоа време? Видите вака, градоначалник е функција која што мандат од 4 години е релативно краток период за да човек испорача тоа што сака. Тоа толку поише што јас бев градоначалник кога почна да не кажам од првите градоначалници која се направи новата Децентрализација. територијална поделба, во кој што се воведе и веќе само финансирањето се зголеми. Меѓутоа и денеска тоа е многу мало. Сакам да кажам, буџетот на град Скопје беше многу мал. Наследив од господинот Пенов долг од прилика 24 милиони евра, од буџет 30 милиони годишно, што беше евра. Градот успеав да го консолидирам буџетот на град Скопје за 2 години, да го донесам градот Скопје на највисоко ниво, на светско ниво, за да може да користи кредити дури повисоко од владата на тогашниот премиер Груевски, кој што беше релативно силна, добро така спремна. Кои делови? Зоолошката градина ја возобновивме до перфекција. Ја ставивме во системот ЕАЗа. ЕАЗа тоа е најсилниот проект кој што светската, да не кажам, зоо организација има услови за да може одредена зоолошка градина да влезе. Го направив, што знам, Циборовски, Вологанов. Тоа беше Партизанска беше еден дел кој водеше кон тој дел, Циборовски беше. Второ, транспортниот центар го завршив многу брзо. Словенешка, како улица направив за многу брзо, краток период. Скопје, жардинерите ги дигнав околу 35 километри со систем капка по капка. Противпожарната ја возобновивме. Има многу ветувања од сегашниот градоначалник. Еве последното ветување дека ќе се набават 150 екоавтобуси. Реално мислите дека ќе се исполнат? Видите вака, не можам да го судам, бидејќи и јас кога дојдов имав желби да испорачам. Меѓутоа не можам да судам човек кој што на функција дека он таа желба ќе ни ја исполни, бидејќи треба пари, средства во касата. Колку можам да проценам? Господинот Георгиевски е посветен на својата функција. Се труди да напред да измени нешто она што да не кажам, со децении наназад не е променето. И јас имам доверба дека он ќе испорача. Ја не сакам да испорача се што вети. Нека прво го очисти градот. Нека даде јавниот сообраќај. Нека даде алтернативен јавен сообраќај за Скопје. Метежот кој што е сега во утринските часови, попладневните часови, тоа е катастрофално за Скопје. Мора да се најде поткитно солуција. Има големи предизвици. Воркофилија. Има два пати следба со него и мене ми е мило што почитува луѓе кои што имаат искуство и знаење и сака да слушне некои нови идеи. А дека е воркофил, верувате ми, мислам бев забезекнат кога он буквално од 8 сат навечер до 10 сат навечер он е или во офис или негдека по јавните предпријатија во кои што ги бара сите тие работи. Сепак е прекраток мандатот, што знам, веќе помина 3-4 месеци од кога он е на функција, да не очекуваме дека он ќе ни испорача тоа барди долени. Не може да се има одговорна функција, верувате ми. Знаете што ми кажа господинот Јанковиќ, актуелен се уште градоначалник на Љубљана. Пријатели сме со него. Што ви кажа? Со Бандич, покојниот на Загреб, прекрасни пријатели. Љубљана е кој што 380.000 жители. Во тие време имаше 800 милиона евра буџет. Градот Скопје 40 милиони се. И он ми кажа, кога дојде во Скопје, века, Трифоне, кога ја би бил на твое место, ја не би бил ни 24 сата, не би останал на функција. Без пари, што ќе испорачате?
Ама знаете како? Општините како се финансираат? Еве тргнуваме од секоја општина. Од даноци кои што ги плаќаат инвеститорите најмногу за комунали и од данок на имот. Ако потврли на платата, еве во Љубљана не се градат нови градби, нема на секој чекор нови згради. Како Љубљана има толку многу повеќе пари, а ние не знаеме, очигледно градоначалниците не знаат да си го приберат она што им е обврска. Прво, децентрализацијата е започнала во Македонија. Напредниот свет, западноевропскиот свет, децентрализацијата ја форсира. Повеќе пари од сите видови на даноци и ДДВ-то треба се влеваат во касата на општината од каде произлегуваат тие пари. На тој начин е полесна контролата на парите како ќе се користат. Меѓутоа, кај нас живееме во една квази држава во кој што централната власт тешко се откажува од парите, да има контрола и да биде галант оној момент кој ќе подаде на општина што знам за некоја подршка и нормално тоа се случува само во општини кои се блиски на партијата, дали е на власт или опозиција. Мислам, такви работи се смешни, верувајте ми. Не може од порезот кој што ние го плаќаме на имот, 90% од тие средства или од ДДВ-то оди на локално ниво. Во сите земји, Шведска, Франција, Германија. Кај нас ќе ти даде многу мал процент за ти да можеш да преживееш и стануваш зависник од власт. Децентрализацијата е фактор кој што мора да се проложи. Децентрализација. Мислите дека тогаш ќе бидат и поуспешни општините и дека нема толку да зависат, дека ќе можат затоа што најголем број 70% се со блокирани сметки. Многу зависи од самите луѓе. Бидејќи ние сме повеќе партиски систем. Тоа сакам да го прашам, да. Тоа е од многу зависи од партиите. Дали навистина ги интересира на партиите интересот на државата или само сопствено натрешно партиските интереси. За жал, не можам да почувствувам дека во Македонија имаме партии кои исклучиво го гледат интересот на државата и на граѓаните без разлика на нивната етничка и верска припадност. Не можам да видам таква партија. И тоа ме боли, многу ме боли. Би се активирали ли повторно во политиката? Видете вака, јас сум човек здрав, прав, ментално, физички, така да се уште не можам да се откажам од ништо, што лично сметам дека можам да помогнам на мојата татковина. Објективно на Македонија е потребен нов политички субјект, со комплетно една сосема друга структура на состав на партија, без национално битие, него, без верско припадност, човек, иако сгрешил, ама свесен е дека сгрешил, да го ставиме во функција, да помогне, да исправи грешката и да направи нешто добро. Сакам да кажам, размислувам за политичко ангажирање. Размислувам. За какво? Меѓутоа, тоа ќе биде политичка партија која ќе биде комплетно опозит на сите досегашни политички партии во Македонија, во кои што лидерството на првиот човек нема да биде најбитното. Ќе биде буквално консеквенција на, односно собир на луѓе кои што се многу вклучени во реалниот живот. Лидерот не треба да знае многу нешто, само треба да знае како да го води тој тим. Обкружувањето е многу битно на секој лидер. Со каков тим има околу себе. Ако има јаки, стручни лица во сите области, тој ќе биде успешен. Има ли Македонија денес успешни политичари? За жал, не можам да го кажам дека има на сега. Македонија жално е тоа што можам, мислам, и јавноста тоа го знае. Тоа е воопшто јасно меѓу нас, граѓаните. Тапка надолу, некако оди надолу цело време. И сите овие односи на политичко ниво, натрешни, надворешни. Надворешните односи не можеме туку така преку ноќ да ги следиме со соседа Бугарија и Европа. Меѓутоа, внатрешните работи мораме сами да ги следиме. А ако ги следиме внатрешните работи, да го убиеме криминалот и корупцијата, да кажеме дека Македонија е правна држава и респектот кон нас и нашите политичари во Европа ќе порасне. Пак не доживуваат како нешто што е матно, нејасно, неизвестно, во кој што
негацијата која што се појави прво од Грција, денеска од Бугарија, остава длабоки траги во светската, да не кажам, во умовите на светските лидери. Македонија нема некој стабилен и стамен поддржувач долгогодишен. Македонија е релативно млада држава. Меѓутоа, знаете, од друга страна, па бизнисот сака реформи сега веднаш. Некако не ги интересира толку многу историјата. Каде грешиме? Што треба да бидат приоритети за да бидеме една здрава и успешна економија? Тука веќе визија треба да има на лидерот, на партијата, односно на владата. Видите, вака живееме во Македонија. Македонија во некој давнешни времења беше извозник на ран селенчук, овоштие. Ја хранеше цела Југославија. Денеска Македонија мала, таква каква што е земјоделско, сточарска земја е во основа. Таа увезува храна, увезува зеленчук, увезува граф, увезува домат, пиперка, патнича, што знам, кајси, праски, сето тоа го увезуваме. Ние го увезуваме кој што имаме од Господ дадено нешто најбаво во свет. Клима прекрасна, преко 280 дена, сончеви денови, имаме вода, имаме прекрасна почва, земја. Господ ни дал се, само малце ум. Видете вака, не можам да ја разберам моите влади во овие 35 години. Што не направа систем како да го дигна стопанството. Македонија, да, ќе ги прати новите типови на бизнис. Меѓутоа, основниот бизнис е храната. Храната мора Македонија сама да се ја изготви овдека. Тоа е земјоделски производи и сточарски. Млеко, млечни производи, месни производи, житарици и зеленчук. Ние, за жал, сето тоа го уништивме. Денеска видите вака. Ние, јас себе пушам пури. Ми смета законот сега, што ќе влезе на сила за забрана на пушење. Добро, нема да биде толку многу ригорозен како што не е Дал ваќе, ќе биде може или да не, се не е пуши битно, така. али смешно е. 25% од вкупниот буџет за земјоделие владата на Република Македонија го дава на тутунопроизводителите. Не може ти да даваш да промовираш да повеќе произведува. Кого ќе труеме од светот? Самите себе или цел свет ќе го труеме па да остане светот наш? Ви кажам, не можам да разберам таа работа, таа логика. Марихуаната денеска станува втор производ во Македонија кој што буквално се тргува како прво фармацевски суровина, меѓутоа повеќе за црни работи. Во држава во кој што правото е затворено, апсолутно марихуаната има само една функција, да биде ставено на црниот пазар. За паметен човек ќе го забрани тоа производство држава. Додека не се стабилизира системот, имаме вистинска правна држава. Врати се на она што треба да го работиш. Како да се стимулираат земјоделците? Еве, годишно се издвојуваат за субвенција огромна сума од буџетот, меѓутоа очигледно еве и сега со најновите реформи завршуваат во различни. Како тоа има решение. Само ќе кажам еден мал пример. Последниот 12 години Македонија инвестира многу, годишно меѓу 100, 150, 200 милиона евра одвојува за привлекување на страни инвестиции во земјава. Страниот инвеститор е толку повластен, што дури владата му дава дел од парите кои што он ги вложува како капитал во него, го слободува од комунали, му обезбедува инфраструктурно се, не го опорезува, не плаќа ДДВ, не плаќа царини, нема порез на добивка. Вработените кои денеска ги има повеќе од 20.000, имаат сите социјални осигурување, пензиско, здравствено, социјално осигурување. Тоа се средства кои што чина државата мину 250-300 милиони евра годишно. Второ што е најбитно, тие индустријски зони, во оној момент кој ќе одлучи да си оди, он си оди. И ќе останат празни хали. Или ја продава фирмата на друга нивна ќерка. Наместо тие пари се да ги инвестираме на земјоделецот и сточерот да му даеме максимална помош, али под една силна контрола дека парите добро ќе бидат. Денеска Македонија ќе беше извозник на храна. Верувате ми, не увозник на храна.
А Македонија како место-положба, со овакви производи, месо-месни производи, млеко-млечни производи, земјоделски, житарици, ран зеленчук, овоштие, околу нас е најпрекрасниот предел за налетување во регионот на Средоземно море. Имате Егејско море, го имате Јонско море, го имате Јадранско море, па и Црното море. Храна треба, јадење за сите тие туристи, бидејќи бројот на туристи расне секоја година во сите тие земји. А и Македонија може покрај нив да порасне како алтернативна туристичка дестинација, бидејќи имаме навистина многу што да понудиме. Ако знаеме како да ги привлечеме, така е. Моето последно прашање до вас, господине Костовски, е што ви донесе во животот најголемо разочарување? Политиката или бизнисот? Јас сум како човек позитивен и никој пат не верувам дека разочарувањето може да биде толку болно во кој што ќе бидам. Да, ме боли сето тоа. Најголемо разочарување што мене мојот македонец ме убива. Сака да ме уби. Мојот македонец говори. Тоа е тажно. Меѓутоа живеам со тоа. Сакам да го воспитам, да го превоспитам мојот македонец, да го направам солиден човек, да биде карактерен, да биде здрав, прав, каков јас се чувствувам, како човек македонец. Горд сум што сум македонец и сакам да едуцирам многу мои македонци како да подигнеме нашата гордост. Ако сме горди, и светот ќе не прифати како такви и ќе не почитува. Немам никакви моменти во кои што ќе жалам за нешто. Животот е мој прекрасен, морам да ви кажам. Никој пат, сум го споменав тоа, успони падови секој пат биле во моето живење. Меѓутоа тоа е во основа самата дефиниција за животот. Треба да станеш, да се облечеш, да јадеш, да пиеш, а за се тоа мора да сработиш. Да и после тоа инфраструктурно, односно културолошки, спортски, да се надоградиш, да живееш, да го поминеш животот со прекрасни друштва, по прекрасни кафичи, ресторани, да патуваш на светот, да се запознаеш со други култури. Тоа е богатството. Сакам да го воздигнам мојот македонец, да го издигнеме во едно живење во кој што мислиме дека светот се бати околу нас, секој е против нас. Не е против нас. Интересот во светот е вечен. Љубовта се стекнува преку заеднички интерес. Понудимо на партнерот, кај што и он ќе има интерес и ти, ќе бидеш почитуван. Ако само коленичиш и молиш за некоја помош, дали фондови, европски, никој пат нема да бидеме почитувани како луѓе и како народ. И тоа ми е многу жал. Достоинството мораме да се го сочуваме по секоја цена. Да се надеваме дека ќе го сочуваме достоинството и наскоро очекуваме и ваш ангажман во политиката. Господине Костовски, ви благодарам на Многу ми интервјуто. значи да ви кажам, доколку имаме разбирање еви и од вас како водителка и од вашиве камермани овдека. Чувствувам една емпатија дека ме препознавате во мене, ова што го кажувам, го мислам длабоко во себе. Сакам да помогнам на мојата родбина. Здрав сум, прав сум. Емотивно, физички. Можам да помогнам. Мојата татковина треба да ми даде шанса и тие заеднички да направиме нешто. Само со, морам да кажам, со искусни луѓе, со посветени луѓе, со луѓе родолюби, може да се гради еднина. А со луѓе кои што живеат од денеска до утре и да земе пари да побегне, со такви луѓе, за жал, ја не можам да комуницирам. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.